Дали вистината за македонскиот револуционер Гоце Делчев и понатаму представува пречка за бугарските политичари? По ова прашање официјална Софија не попушта, а тоа може да се воочи од изјавата на бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева, која е децидна дека Делчев е бугарин кој се борел за автономија на Македонија. Тоа е личноста поради која треба да се обедина двете земји наместо да се караат, вели таа. Гоце Делчев имаме општа историја и точно това казва. Гоце Делчев би требало да не обединува, а не да не разделува. Имаме заедничка историја. Така вели и договорот за пријателство, добро соседство и соработка меѓу двете држави. Она што сака да го каже Бугарија во овој договор е вистината. Гоце Делчев е бугарин, истакнат револуционер, еден од најважните фигури и за нив, кој се борел за автономијата на Македонија. Не гледам што толку се караме за него. Би требало оваа личност да не обединува, а не да не разделува. Дел од македонските историчари не се на иста линија со ставот на бугарските власти. Со оглед на тоа во кој временски период живеел Делчев, логично е дека тој морал на хартија да се декларира како бугарин, смета историчарот Стојан Аврамовски. Кога се зборува за тоа на кого му припаѓа Гоце Делчев, секој историчар најнапред треба да го има во предвид времето во кое живеел и действувал Гоце Делчев и сите наши други револуционери кои живееле во Бугарија. Имено, македонците немале собствена држава и логично е истите биле приморани да се изјаснуваат како бугари, а имајќи во предвид и верската припадност на изјавијата. Гоце Делчев се школувал во бугарски училишта. При уписот во нив, едноставно немал друг избор околу изјаснувањето за тоа што е по народност, односно чии поданик е. Претходно пак, председателот Стево Пендаровски изјави дека Делчев се декларирал како бугарин и во исто време се борел за самостојна македонска држава, пошто следуваа бурни реакции. За ова изјава тој беше јавно пофален од бугарскиот премиер Борисов. Преговорите пак на Македонско-бугарската комисија за менување на учебниците по историја стагнираат токму во делот на тоа чив бил Делчев.